Тишинава крие длабока страст, памети шли румена. Вара в љубов причина, се сеќаваш ли румена? Најдов живот суштина. Сонце, сонце и небо, и земја, земја, и дом, и бол, и радост, сон мој. Кажи нешто румена, бавно доприме со глас, шепни ми румена. Тишинава крие длабока страст, памети шли румена. Вара в љубов причина, се сеќаваш ли румена? Најдов живот суштина. Михаил Мишко Парушев е композитор и свири на ударни инструменти. Роден во Скопје 1976 година во семејство на музичари, веќе на 4-годишна возраст покажува интерес за ударни инструменти. Почнал да свири тапани на своја 6-годишна возраст. Тој е долгогодишен член на меѓународно признатиот музички бенд Леписол. Во 1992 година Парушев е прогласен за најдобар тапанар на Скопскиот рок фестивал. Истата година се запишува во музичкото училиште Илија Николовски Луј, каде изучува класични удирачки инструменти. А завршил Академија за класична музика на Факултетот за музички уметности во Скопје. Почнувајќи од 1989 година па се досега, тој настапува низ целиот свет со врвни музичари, а компонира и своја собствена музика. Тој е лидер на музичкиот состав Парусион Груп, со кој што заедно го најавуваат најновиот проект концерт, насловен Заарно за убаво, кој што е закажан за на 4 октомври во станица 26 и на кој што музичкиот состав најавува нови и мокни вокално-инструментални, фанк-нју, поп-џез композиции, подпишани од авторот Михаил Парушев. На 4 октомври во станица 26 од 20 часот и 30 минути Парушен Груп ќе се представи со еден проект, концерт наречен Заарно за убаво. Пробите се во тек. Михаил, пајде малку да ни откриеш како тече подготовката, каква е атмосферата и што се ќе може присутната публика да слушне на 4 октомври. Да. На 4 октомври, значи, ние ќе настапиме како Парусион Груп во една малце проширена верзија на бенд. Значи, тука се некои 7-8 музичари, не можам ли да ги пребројам колку музичари повикав на овој концерт. Имам плюс 2 пејачи. Драган Трајковски веќе соработува со House Masters,
во таа вокално-инструментална постава на бендот. Ние имаме снимено како сингл Румена и Странци, но има снимени и непуштени песни. Ке се представиме со еден, јас секогаш го нарекувам нов материјал и нов пристап кон таа музика, затоа што таа веќе 20 на години е инструментална, но во оваа варијанта ќе биде и вокално-инструментална. Ќе има вокал кросоверс низ песните и ќе се отсвират и оние кои се, ја ги викам, потенцијални поп numeri. За воиднина да таа музика веќе почне да се пее. Најавувате мукен звук и одличен перформанс за сите што ќе бидат присутни на овој настан заедно за убава. Заедно за убаво проектот е замислен да биде една фина веселба, како што е рингишпилот на омотот за следниот мој албум. На концертот ќе се појават многу силни брас изведувачи, Петар Христов на саксофон, Трајче Велков на труба и Петар Колевски на алт саксофон. Тука ми се Бејков на бас, Зоран Костадиновски на гитара, Јован Цветковиќ на пијано. Тоа е една екипа што тие луѓе се мои соработници повеќе од 20 години. Веќе ние имаме еден голем стаж, што од деца свириме, повеќето од бендот, но Цветковиќ е млад пијанист, има 25 години, тек го чека него една успешна кариера, многу талентиран музичар. На вокал ќе биде Елена Васова, како замена за Калина, затоа што не може да се стигне секаде, нели? Драган Трајковски на вокал на своите композиции. Тој текстописец на некои од песните. Имаме уствари прилика да свириме во најдобриот клуб во Скопје. Станица 26 има одлична бина за тоа, имаат сигурно совршено озвучување и голем спектар на тоа светло и сите тие техники што ќе ги добиеме во клубот. Значи таа цела сцена нас ќе не инспирира да преправиме музиката во некоја диско клубска варијанта, да не биде тоа како што секогаш викаат за мојата музика дека било джез. Да, јас многу го сакам джезот, но таа музика не е джез, тоа е нова некоја ја нарекувам нью поп, затоа што се вметнати убави хармонии и да не е тоа така комерцијално, да си остане арт, да си остане уметноста во таа работа, што јас ја замислувам и ја презентирам со еден збор против оние нови трендови и претерувања со, знаете кои, да не именувам, немам ништо против тоа, ама тоа треба да се случува некаде каде што нема градот да го примети. Но за жал е тоа така. Ке се смени. Има нови генерации што доаѓаат и добро свират и знаат што прават и мислам дека публиката ќе почне да ги слуша, да ги послуша како уметници, да не остане тоа само на селјачизам, него да има малце и култура во ова што ние музичарите го презентираме.
Во секој случај, ако им се понуди квалитетна музика на слушателите, ќе имаат избор, нели, и веројатно голем дел од нив ќе ја одберат квалитетната музика наспроти шундот и некои турбофолк трендови. Михаел, добивте поддршка од Министерството за култура за реализација на овој проект, што е потврда дека навистина некои нешта се менуваат и се внимаваат да испливаат на површина квалитетни луѓе и луѓе што навистина се вложиле себе си во музиката. Да, се боревме за тоа. Мислам, преку 20 години сигурно се бориме за тоа што го заслужуваме да го добиеме ние музичарите. И би сакал дека ова го правам стварно со голема љубов и со толку ентузијазам да ми се чудат пријателите, ми викаат зашто викаш 12 музичари, викам уште тројца и у техника 15. Сакав да викнам и барем гудечки квартет, ке бевме скоро 20 музичари на сцена. Секој сакам тоа да е големо, не да биде гламурозно и нешто ја да се фолирам правам оркестри, него се работи за самата музика бара да има повеќе изведувачи. Не може се на гитара да се отсвири или на клавир или на тапан, и си постојат инструменти кои си имаат своји фреквенции во таа музика и треба да се присутни многу. И одиме понатаму заедно за убаво, затоа и така и се вика овој проект. Им благодарам што ме поддржаа сите оние што ме поддржуваат, си знаат кои се, не рекламирам. Затоа што немам никаква поддршка од ни еден спонзор, така да останува тоа на уметноста да се ја покаже својата вредност. И сепак на крајот на денот најважна е поддршката на публиката, а не низ годиниве сте ја имале, а верувам дека ќе ја имате и на 4 октомври. Благодарам за разговорот. Ме зачудува тоа, све повеќе и повеќе има публика на моите концерти и се радувам што на Скопско лето летоска настапивме. Куршумлијан беше така фино исполнет со фина и заинтересирана публика да ја слуша таа музика со сите третмани и аплаузи околу сола на инструменталистите и краевите на песните, тоа што нас музичарите највеќе не радува. Ние свириме за публиката. Епа, еве и публиката ќе има можност сега на 4 октомври во станица 26 да ужива во вашиот перформанс, а вие ќе имате можност да уживате во аплаузите од публиката. Ти благодарам и ви посакувам успешен и убав концерт кој ќе се памети. Ви благодарам на повикот, па се гледаме на 4 октомври.